Денес како караванот на Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна Само Македонија е во Росоман, Кавадарци и во Неготино. Од она што го видовме денес со граѓаните од овој регион, можам да го изразам моето задоволство што луѓето масовно ја прифаќаат нашата платформа и нашите идеи за ова изборна кампања. Иако ние делот на стратешките определби ја стапуваме со нашата платформа насловена како битка за Македонија, која има 10 стратешки определби со која си ја враќаме државата назад. Овие определби се сведуваат на тоа дека ние значи ќе унищиме антимакедонските договори со Грција и со Бугарија, ќе направиме реален попис, бидејќи ние мора да се преброиме, бидејќи пописот од 2002 година е фалсификуван со кој што албанци лажно беа прикажани за 25,17%. Исто така Македонија ќе ја уредиме како национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите национални малцинства во државата. Исто така службен јазик во Македонија ќе биде македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, за таа цел се поништи законот за двојазичност. Посебно што сакам да ја промовирам нашата генерална определба на овие избори е што ние се залагаме во ити нас највисоките три државни функции, председател на влада, председател на собрание и председател на државата, да ги води македонец и православен. Зошто го велам ова? Ние во 2017 година имавме една поразителна ситуација во која што трите државни функции највисоки не ги водише македонец и православен. Ѓорѓе Иванов како председател не е македонец, а е православен. Зоран Заев е македонец, а не е православен. И Талат Џафери не е православен и не е македонец. Од тука значи ние ја проявираме таа идеја како во сите нормални земји, што е денеска, да го спомнам примерот со Англија, таму нивните безбедносни служби МИ-6 и МИ-5 прават проверки до 3 до 4 година на нивниот кандидат за премиер. Премиер исклучено мора да биде британец. Од тука значи како во сите нормални држави, посебно во монархиите, и ние ја зацртуваме ова идеја во еднина трите највисоки државни функции да ги води македонец и православен. Сега да не бидам погрешно разбран, че ова не е некој шовинистички излив, бидејќи сите останати функции во другите ешелони на власта, министри, директори, значи може да ги водат и турци, албанци, роми, власи, срби, бошњаци, значи сите останати малцинства. Ние сме таму победени дека овој пат народот нема да погреши, ќе го разбиеме овој партизан, по кој што ДПМН и СДСМ 30 години се менуваат на власт, а на земјата не оди добро. За нас, впрочем, тоа и не се две партии, тоа е една партија која ние нарекуваме Поглед за Македонија, кој што 30 години крадат, лажат и ја раздуваат државата. Овој пат, значи, на 15 јули ќе престанат предавствата, националните предавства. На 15 јули народот ќе победи. И од тука, значи, ние сега веруваме дека народот нема повеќе право на грешка. Ова се историски избори, за нас се биде референдум, бидејќи народот ќе каже дали ќе се зацементира решението на сештој македонско нова марионетска власт или пак ќе победат националните и патриотските сили кои ќе вратат Македонија на изборните асламски и линденски определби. Од тука, значи, јас ги повикувам граѓаните масовно да гласаат за нашата коалиција, освен стратешките определби, исто така имаме ние предвидено 1066 мерки во економската, во социјално-економската сфера. Така еве телеграфски најсумарно да набројам неколку, значи ние ќе направиме ревизија и одземање на украденото во криминалната приватизација и во постприватизација. Се сеќавам повозрастните во 90-тите години, десетина транзитски бандити си го оплачкаа целото општествено богатство кое што 50 години наназад го создава сите работни луѓе во социјализмот. За времето на ДПМН од 2006 до 2016 година во таа постприватизација грабежот продолжи. Значи со еден збор во изминатите 30 години од позиција на власт се украдени некаде околу 15 милиарди евра. Сето тоа значи мора да се одземе и мора да се конфискува. Исто така ќе воведеме минимум 10 години затворска казна за кражба на буџетски пари, а сериозно размислуваме да ја вратиме и смртната казна за тешки дела против народниот имот. Ќе ги укинеме приватните извршители. Исто така ќе направиме ревизија и на лихварскиот банкарски систем кој што немилосредно го украде народот. Значи се тоа така некои наши економски мерки што спомнав вступно на бројка од 1966. Повикувам народот да гласа за Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна Само Македонија и бројот 11 и да се ја вратиме државата назад. Овој пат сега најсуштествено е да се ја вратиме државата назад, а после многу лесно ќе ги решиме реалните проблеми. Економската наука ги открила механизмите како се прави богата држава, какви даноци треба да има, каква макро микроекономска политика се води, само треба честни политичари. Ние како кандидати од коалицијата Никогаш Северна Само Македонија
затоа во оваа кампања инсистираме секој да ја каже својата биографија. Народот го бара од секој кој се бара до вербата да ја каже својата биографија, бидејќи спасот на Македонија и просперитетот на државата и народот е само во честни политичари. Нашите политичари, јас ветувам дека ќе се останеме на сите овие стратешки предоди и затоа ги повикувам масовно да излезат на 15 јули, 18 јули ќе победи народот, на 15 јули ќе да гласат за полицијата и бројот 11, да се вратиме државата назад и да се уредиме државата Македонија како пристојно место за живење. Почитувани дами и господа, денес од Кавадарци од Неготино сакаме да упатиме неколку пораки до власта, до судството, до обвинителството, а тоа се истовремено пораки да се освести граѓанинот на Република Македонија и конечно да ја земе судбината во своји раце. Прво сакаме да порачаме до Државната изборна комисија и до Комисијата за заразни болести да не ги толкува селективно, односно да не бара применување селективна примена на мерките и препораките за заштита од ковид, од вирусот COVID-19. Сведоци сме дека СДСМ и ДПСМНЕ, бидејќи се во паника, се обидуваат во последните денови преку народни митинзи се повеќе да ги анимираат граѓаните. Тоа е јасен показател дека тие им ја откажуваат својата послушност и дека се свесни за нивните лаги, празни ветувања и манипулации. Тие ги принудуваат своето членство да доаѓаат на така наречени народни собери во кои што не водат воопшто сметка за препораките и мерките на Комисијата за здравство. Оттаму бараме од Државната изборна комисија и од Комисијата за здравство конечно да ги казни, пред се да ги опомени, меѓутоа и да ги казни сите овие организатори на вакви народни митинзи за кои што велеа дека нема да ги има. Второ, сакаме на јавноста посебно да и напоменеме она што го прави јавниот обвинител. Тој неколку пати е прозван од наша страна, меѓутоа очигледно реагира само кога е во прашање неговата сопствена кожа и кога јавно ги се посочуваат за нивните дела, односно недела. Тие веднаш кога се работи за тоа, тие веднаш се закануваат со опомени пред тужба или тужба. Затоа на граѓаните на Република Македонија не е потребно вакво обвинитство, не е потребен ваков јавен обвинител кој што ќе реагира само кога ќе биде загрозен тој, односно кога ќе биде загрозена нивната иднина. На Република Македонија е потребен обвинител кој што ќе се бори за правда, за вистина, кој што ќе ги врати украдените пари и кој што нема селективно да го применува уставот и законот, посебно кривичниот закон, а посебно не да чека да му биде наредено, диригирано од нарачателот, тоа е врвот на политичките партии кои што максимално ги контролираат. Значи, во иднина нема да дозволиме политичари и бизнисмени да ги диктираат пресудите, да одлучуваат кој ќе би или да нарачуваат кој ќе биде процесуиран, кој ќе биде ослободен. Затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, ова е битка за сите нас граѓани на Република Македонија. Ова е битка за еднината на Република Македонија и за еднината на македонците. Ова е битка на праведните и честните против арамиите. Ова е битка на оние кои што го штитат уставот и оние кои што постојано го сквернават уставот за сопствени и лични интереси. Ова е битка на оние кои што си го сакаат своето против оние кои што го грабаат туѓето и го распродаваат заедничкото. Затоа 15 јули е денот кога мораме сите заеднички да се сплотиме, конечно да ги поразиме овие ретроградни политички сили кои што 30 години не држат во место. 15 јули е денот кога граѓаните треба да изберат конечно народни пратеници, а не партиски послушници. Благодарам.